Утре ќе се замрзнат цените на оризот и јајцата. Кај шеќерот и брашното нема да се интервенира со замрзнување, бидејќи веќе има намалување на цените на овие производи и тој тренд се очекува да продолжи. Бектеши не кажа конкретно на која цена ќе биде замрзнувањето, но известно е дека тоа нема да биде денешната, туку од некој друг претходен ден во март. Согласно цените кои биле претhodно во текот на овој месец, а во делот на шеќерот и на брашното, веќе согласно сите податоци од Царинската управа, во делот на увозните цени и цените кои се произведуваат, значи имаме веќе намалување и трендот на намалување ќе продолжи, затоа таму нема да превземеме никакви мерки, затоа што очекуваме цените во наредните денови сами да паѓат согласно тие податоци кои ги има. Во случај тоа да не се направи од страна на трговците, кон крајот на оваа недела или почетокот на наредната недела, ќе следат дополнителни одлуки и за шеќерот и за цената на брашното. Според Бектеши, моментно цените на јајцата во земјава се најниски во однос на другите земји од регионот, а поскапување поради престојните празници нема да се дозволи. Најевтини моментално сме во делот на цените на јајцата во регионот, тоа може да се случи, затоа ние сме многу внимателни, сме кажале дека зголемување на цените заради зголемување на побарувачката и заради Великден или заради Рамазан и Бајрам, што следат наредниот месец, нема да дозволиме да има зголемување на цените, пошто секој зголемување на побарувачката, значи следи со зголемување на цените, имајќи го предвид дека и во регионот има недостаток на овој производ за кој зборуваме, значи зголемување на цените никако нема да има и недостаток на овие производи нема да има во Република Македонија. Од 16 март се замрзнати цените на тестенините и млечните производи. Од 28 февруари замрзната е и цената на левот. Тогаш, согласно владините одлуки, се уќина и субвенционираната струја за компаниите од прехранбената индустрија. Владината мерка ќе трае до 31 мај годинава.